Кратки најави за денес. Македонските компании плаќаат 4 пати поскап поморски транспорт поради состојбата во Црвеното море. Најпогодени се компаниите за автомобилски делови, меѓу кои и Костал. Работата на полицијата јавноста ја оценува како недоволно транспарентна. Пуштена во употреба сензорната соба во основното училиште Ванчо Николевски во Лесковец. Негативен природен прираст во Охрид и Дебарца во последното 3 месече од 2023 година. Во Струга и Вевчани позитивен. Река од луѓе на погребот на Навални. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и максимална дневна температура од 10 степени Целзиусови. Во сабота на Британските острови, северозападна и западна Европа, Пиринејскиот и Апенинскиот полуостров и на југ од Скандинавија ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Слаби и локални врнежи се очекуваат и во југоисточна Европа. Во останатите предели ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Во северните, источните и јужните предели на Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во останатите делови од Европа ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат од 11 до 17 степени. Во Македонија во сабота во раните утрински часови во североисточните, источните и југоисточните предели врнежите од дожд постепено ќе престануваат. Во текот на денот ќе преовладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Ќе биде ветровито и топло, ќе дува до умерен југозападен и западен ветер кој што ќе достигне брзина и до 20 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 0 до 9 степени, додека пак максималните дневни температури ќе достигнат до 8, односно до 18 степени. Во Охрид во сабота ќе преовладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Минималната температура од 4 степени, додека пак дневната ќе достигне до 13 степени. Во Охрид во недела претежно сончево време со појава на локална облачност. Утринската температура од 1 степен, додека пак дневната ќе достигне до 15 степени. Во понеделник умерено облачно време со сончеви периоди. Попладне и навечер нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 14 степени. Во вторник умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и пат на дневната температура на максимални 9 степени Целзиусови. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Македонските компании плаќаат 4 пати поскап поморски транспорт и пратките од азиските земји ги добиваат со огромно доцнење поради кризата во Црвеното море и Суетскиот канал со нападите на хутите врз трговските бродови. Најпогодени се компаниите за автомобилски делови, меѓу кои и Костал во Охрид. Компаниите во Македонија ги чувствуваат последиците од случувањата во Црвеното море, каде што има напади од хутите врз трговските бродови. 400% е зголемен трошокот на компаниите за транспорт по контејнер од средината на декември минатата година. Дополнително, патот кој контејнерите го имаа преку Суетски канал до пристаништата во Пиреа и Солун, сега тоа значи вртење околу Африка, Гибралтар и потоа низ целото Средоземно море до Грција. Едни од најзасегнатите се компаниите кои произведуваат делови за автомобилската индустрија и зависат од увозот на електроника и компоненти од азиските земји. Тоа не чини пари и време, вели Виктор Мизо, генерален директор на Костал Македонија и председател на Советот на странски инвеститори. Тоа додава 17 до 18 дена во патот, во еден правец, но поради целото тоа пролонгирање, директно имаме и потреба на користење на авионски превоз, пред се за електроника, и тој авионски превоз веќе имавме директно влијание и зголемување на трошоците во јануари и февруари ова година и сметаме дека до крајот на март ќе се воспостави една рамнотежа, така да веќе нема да треба да користиме авионскиот превоз, се уште ќе плаќаме 4 пати поскапи контејнери. Мизо смета дека државата не може да помогне во овој процес со компензација на трошоците. Според него, иницијативата за дополнително усогласување и хармонизирање на царинските стапки на производи кои доаѓаат пред се од Азија со оние царински стапки во Европската Унија е многу поважно и за компанијата Костал и за Советот на странски инвеститори, чиј председател е. Тоа се случи пред околу 2,5 години на една група од над 280 царински стапки. Сега бараме дополнителна хармонизација на околу 100 царински стапки и сметам дека во овој период ќе биде многу полезно за сите нас, барем дел од трошоците да ги амортизираме, ако се воспостави една автономна времена мерка, без разлика дали ќе биде тоа до крајот на годината или една година од донесување на таа мерка на влада. Нека биде тоа и во месец март, и тоа многу ќе ни помогне за дел од овие трошоци да ги компензираме, да станеме и да останеме поконкурентни, а потоа со формирање на новата влада по изборите ќе влеземе во сите оние разговори како тоа законски да биде решено и да биде перманентно вклучено од гледна точка на конкурентноста на работењето на овие компании во Македонија. Доколку компаниите од автомобилската индустрија добијат компензација за зголемените трошоци од нивните крајни клиенти, тоа ќе значи поскапување на автомобилите во услови кога неколку западноевропски земји се во рецесија, што пак би можело да доведе до намалување на потрошувачката, односно побарувачката на возила. Тоа индиректно, не веднаш, но од средината на годината па понатаму може да се одрази врз обемот на работа на компаниите од автомобилската индустрија во Македонија. Но во моментов немаме директен притисок врз намалување на обемот на работа и оптимизација на работната сила, уверува Мизо. Важноста на одлуките на владата за намалување на цените заврши вчера. Државниот пазарен инспекторат во континуитет правеше контроли и надзори по одлуките, а тоа го направи во текот на вчерашниот ден. Државниот пазарен инспекторат во текот на вчерашниот ден направи контрола во сите поголеми ланци на маркети во Македонија со цел да утврди дали се почитуваат антикризните мерки за намалување на цените. Информира на денешната пресконференција директорот на инспекторатот Горан Трајковски. Надзорите се пообемни и ќе траат 3 до 4 дена, а од првичните информации утврдено е дека има прекршоци, но ќе почекаме да завршат надзорите во целост па да ги соопштиме конечните резултати. Она што понатака ќе контролираме во маркетите по завршувањето на одлуките е дали се придржуваат до одредбите до Законот на трговија, Законот за заштита на потрошувачи, односно ќе утврдуваме дали соодветно се води трговска евиденција, дали потрошувачите се евентуално доведени во заблуда, една цена на рафт, друга цена на каса, реалност на попустите и слично, кажа директорот на Државниот пазарен инспекторат Горан Трајковски. Работата на полицијата јавноста ја оценува како недоволно транспарентна. Ова е заклучокот од анализите на Евротинг, Центарот за европски стратегии. Според нивните анализи, МВР треба да посвети внимание на објавување на информации за внатрешната контрола на полицијата и делот од управните работи и издавање документи.
Токму поради ова, низ сите 8 плански региони во земјава се спроведуваат работилници за подобра соработка на полицијата во локалните заедници. Мал дел од јавноста ја смета полицијата за професионална и транспарентна. Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди треба да работи. Незголемување на својата видливост и на видливоста на резултатите од работата, со цел да се промени перцепцијата на јавноста за ефикасноста на овој механизам. Ова се дел од резултатите на истражувањето на Евротинк, Центарот за европски стратегии во земјава. Токму поради тоа, во земјава во сите плански региони се спроведуваат регионални средби за подобрување на диалогот на полицијата во локалните заедници. Овие настани, серија од 8 настани кои што ги организираме во 8 плански региони, имаат за цел да обезбедат една платформа за диалог, за разговор помеѓу полицијата, општинските администрации, граѓанските организации, медиумите, граѓани, се со цел да се позборува во врска со тоа каква е состојбата во комуникацијата, соработката помеѓу полицијата, администрацијата, граѓаните, степенот на безбедност, потребите кои што ги имаат секој од овие засегнати страни за да се подобри таа комуникација, соработка и заедничко функционирање. Најчесто овие настани се еден форум каде што се зборува за подобрување на како функционираат секој од овие засегнати страни. Овдека имаме ние во рамки на овој проект една анализа до тоа како е комуникацијата кон јавноста од страна на полицијата. МВР редовно објавува информации за различните активности на својата официјална веб страница. И за оваа активност е надлежен одделот за односи со јавност. Истражувачкиот тим на Евротинк ги анализираше објавите и заклучокот е дека најмногу се однесуваат на кривични дела, а помалку сервисни и превентивни активности. Препорачливо е овој тип на вести да бидат повидливи и полесно пристапни за јавноста. И анализираме работата на оддел за односи со јавност, каков тип на информации пласира кон јавноста, според тип, честина и колку од тие информации бидуваат пренесени од страна на медиумите. Гледаме дека медиумите го чинат своето, пренесуваат сервисни и информации од превентивна природа, секако застапени се и оние вести од црната хроника, но она што го гледавме низ анализата на нашата истражувачка работа, гледаме дека Министерството за внатрешни работи во предпоследната година, значи 22 година, има подобрување во делот на како известува и колку известува за превентивните активности кои што ги превзема. Но гледаме некои бројки кои што може да бидат подобри во делот на сервисните информации поврзани со управните работи кои што ги извршува Министерството, она што денеска актуелно околу документите, други типови информации кои што се од интерес за јавноста, за дневното функционирање, затворени улици, сообраќајници и така натаму. Подобрување на отчетноста и транспарентноста на полицијата е целта на проектот на Евротинк, каде на средби во сите 8 плански региони во земјава на иста маса седна представници на локалната полиција, новинари, администрациите, граѓанските организации и граѓаните во локалните заедници. Пуштена во потреба сензорната соба во основното училиште Ванчо Николевски во Лесковец. Инклузивната училница е изградена со целосна денација, информираат од училиштето. Инклузијата ни е потребна на сите. Некогаш даваме, а некогаш примаме поддршка. Сите деца се еднакви, слични и различни. Многу е важно да ја разбереме оваа три во едно вистина. Еднакви се по правата, слични по потребите и различни по своите потенцијали, интереси и желби, рече Сашо Климовски, директор на Основното училиште Ванчо Николевски во Лесковец во својот говор по повод отварањето на инклузивната училница во нивното училиште. И секој училиште треба да се стреми да ги подобри условите и инклузивното образование да не биде сон, туку реалност. Денес сме тука за да ја пуштиме во употреба инклузивната соба, која во голема мера може да помогне за давање поддршка на ученици кои имаат потреба од тоа. Во иднина се надеваме дека покрај оваа инклузивна соба ќе се направи уште повеќе за инклузивното образование, а посебно ќе се развива инклузивноста со вработување дефектолози, специјални едукатори, логопеди во секој училиште. Системски пристап значи дека секоја делче од целината на контекстот е важно. Наместо делење, потребно е да множиме тимски успешни практики. На децата им се потребни алијанси кои околу нив ги креираат компетентни возрастни. Возрастните во државата сме ние кои мораат да работат во најдобар интерес на сите деца, рече директорот Сашо Климовски.
Инклузивната училница во Основното училиште Ванчо Николевски во Лесковец е изградена со целосна донација, информираат од училиштето. Во последното тримесечје од минатата 2023 година, во Охрид и Дебрца има негативен природен прираст, односно бројот на живородени деца е помал од бројот на умрени лица, а во Струга и Вевчани во истиот период има позитивен природен прираст, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Според податоците на Државниот завод за статистика, во последниот квартал од 2023 година во општина Охрид се родиле 116 деца, а починале 167 лица. Природниот прираст е негативен и изнесува минус 51. Склучени се 85 бракови, а добиени се извештаи за 18 разведени бракови. И општина Дебрца во последното тримесечје од минатата година има негативен природен прираст од минус 16. Родени се 5 бебиња, а починале 21 лице. Се склучиле 2 брака и исто толку се развеле. Во Вевчани и Струга пак има позитивен природен прираст. Во последниот квартал од минатата година во Вевчани се родиле 9 деца, а починале 6 лица. Во Струга се родиле 106 бебиња, а починале 102 лица. Во Вевчани се склучени 3 брака и во наведениот период нема ниту еден разведен брак, а во Струга склучени се 86 брака, а разведени 21. Според податоците на Државниот завод за статистика, намален е наталитетот и на ниво на државата. Бројот на живородени деца во земјава во четвртото тримесечје од 2023 година изнесува 4185 и во споредба со истиот период од претходната година е помал за 4,5%. Бројот на умрени лица во истиот период е 5028, што е за 1,5% помалку од претходната година. Природниот прираст е негативен, минус 843 лица, што значи за толку лица бројот на живородени деца е помал од бројот на умрени лица. Во последното тримесечје од минатата година вкупно во државата биле склучени 2824 бракови за 1,6% повеќе во споредба со истиот период од 2022 година. И во ова тримесечје добиени се 599 извештаи за разведени бракови, покажуваат податоците од Државниот завод за статистика. СВР Охрид вчера започна со реализација на превентивната кампања Стави појас. Во рамки на едукативната кампања, полициски службеници од Одсекот за превенција и од Полициската станица за безбедност во патниот сообраќај Охрид на повеќе пунктови низ градов во непосреден контакт на возачите на моторни возила им укажаа на неопходноста од користење безбедносен појас во текот на управувањето со моторното возило. Исто така, за време на активноста, на возачите им беа поделени мајци и освежувачи за возила со надпис «Стави појас», како и летоци со едукативна содржина, информира портпалорот на секторот Стефан Тимоски. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Река од луѓе на погребот на Навални, поворката скандирала «Путин е убиец, Русија без Путин и Русија ќе биде слободна». Независните руски медиуми пренесуваат дека околу црквата имало силни полициски патроли, а снајперисти биле поставени на покривите околу црквата во Москва. На периферијата каде што се наоѓаат гробиштата пак биле распоредени единици опремени за распивање демонстрации. Погребот на Навални е стрес тест за руските власти. Оваа тема беше една од најважните на состаноците на Кремљ со генерали на Федералното биро и Министерството за внатрешни работи, изјавил висок руски функционер за Москва Таймс под услов да остане анонимен. Според истиот извор, специјалните служби на погребот на Навални имале задача да спроведат операција за заштита на уставниот поредок од закани. Најмалку 43 лица загинале во пожар што избувнал доцна синоќа во 6-катен трговски центар во Дака, главниот град на Бангладеш, пренесува Associated Press. Десетици лица се повредени. Десетина противпожарни единици биле распоредени за да се справат со огнената стихија, соопштил генералниот директор на противпожарната служба и цивилната одбрана. Пожарникарите успеале да спасат преживеани лица, но исто така ги извлекле телата на најмалку 43 жртви. Министерката за здравство на Бангладеш изјавила дека стравуваат од поголем број на жртви, бидејќи 18 лица биле со тешки изгореници и повреди и се борат за живот во 2 државни болници. Пожарот наводно започнал во ресторан на првиот кат, но се уште не е потврдено. Вештаците за судска медицина почнале да бараат докази во истрагата за утврдување на причината за пожарот. Пожари во Лондон, 11 лица се повредени, а повеќе од 130 лица се евакуирани откако избувнал пожар во зграда во луксузен кварт
во југозападен Лондон во близина на Природно-научниот музеј. На местото на настанот веднаш пристигнале 15 противпожарни возила и околу 100 пожарникари, јавува BBC. 11 лица биле болнички третирани поради вдишување на чад, а 15 луѓе успеале да избегаат од опожарената зграда пред да пристигнат пожарникарските екипи. Еден од пожарникарите изјавил дека пожарот се проширил од приземјето кон горниот кат и кон покривот. Причината за пожарот се уште не е позната. Германски војник на Бундесверот поради семејна расправија е осомничен дека убил 4 лица, меѓу кои и едно дете, во областа Ротенбург во Долна Саксонија, соопштиле полицијата и обвинителството. Според полициските извештаи, тој ги убил поранешната девојка и низиното дете, партнерот на девојката и неговата мајка. Убиствата били извршени на две различни локации, пренесуваат германските медиуми. Ситуацијата на терен била многу напната. Голем број на патролни автомобили и полицајци го опколиле двориштето, а потоа специјалци со шлемови и автоматски пушки упаднале во куќата, пошто осомничениот сторител се предал на полицијата и бил уапсен, соопштили истражителите. Полицијата во неговиот автомобил пронашла молотов коктел, оружје и муниција. Се уште не се познати дополнителни информации за тоа што точно се случило. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Пријатно.